Председателе, почитуван колега, ве слушав внимателно, ги слушав излагањето и на вашите колеги и не знам сега дали се работи за истите луѓе кои денеска демонстрираат загриженост за задолжувањето на Република Македонија, а истите луѓе душмански ја задолжија Република Македонија и душмански ги потрошија парите од кредитирањето кои сега ние треба да ги враќаме. Таа е реалноста, таа е вистината, таа е математиката. Ја задолживте државата исто толку колку сите влади досега од осамостојувањето на Република Македонија. И замислете, треба до 2031 година да вратиме 9 милиарди евра кредити. И што е најжално, ништо не направивте од тие силни милиарди кои сега ние треба да ги враќаме. Немате никаков капитален проект, никаква капитална инвестиција, ама никаков бенефит за граѓаните на Република Македонија. И сега тука глумите загриженост за задолжувањето, па дел од тој кредит ќе биде за сервисирање на кредити кои вие ги имате земено. Не направивте ништо, но затоа имавте приватни инвестиции во згради во Дубај, во трговски центри, во центар на Скопје, во плантажи за марихуана, во коцкарници, во луксузни приватни имоти. Затоа, почитувани, покажавте како знаете да ја водите државата и што знаете да правите, не знаете ништо, оставете да работат тие што знаат. Овој кредит е земен под најповолните услови во моментално финансискиот пазар, во моменталните политички турбуленции и моменталната висока економска непредвидливост. Така да оставете ги да работат тие што знаат, а вие ќе ве замолам само едно: немојте да правите штета на државата затоа сте махери. Махери сте затоа што се сеќаваме 2016 година како тогашниот ваш председател на партијата Зоран Заев преку дополнителниот заменик министер за финансии Кире Наумов пишувавте деструктивни писма до меѓународните финансиски институции, до меѓународните медиуми специализирани за бизнис, се со цел да ја деградирате сопствената држава, да го нарушите угледот на Република Македонија и успеавте во тоа. Успеавте затоа што тогаш еврообврзницата која требаше да се издаде со каматна стапка од 5%, благодарение на вашето деструктивно писмо се издаде со каматна стапка од околу 5,9%. Благодарам. Контрареплика Милет Алевски.